Муабетот е не колку шутира тројки. Нема што муабетот, значи тој коментар е невалиден. Помалце тројки, повеќе продори. Шахмат. Може. Ај добро вечер да им кажеме на гледачите по 7-ми пат и не е ова реприза, пак го носам дресот на Леброн, морав после таа феноменална партија 9 од 10 за 3 поени, драги гледачи. Ако мора да збориме за Лейкерс, ај барам на ваква партија. На брзински да вака да го тргнеме тоа од Да. дневен ред. Може. Лебронскиот, како рече ти во хитчек видео, дека се претвори в Стеф Кари и развали. Он ги држеше Лейкерс, почна нешто да се враќаат нец таму второ полувреме, ама не успеа. Не, кога имаш ваква партија, стварно се гледаше и он виде дека му иде онака, почна хитчекови да фрла и ради тоа ја каналот го крстив хитчек, баш заради тој филинг, виде дека не може да промаши, не ради почна да Леброн, фрла секакви. туку ради филингот Ради што се филингот. случува кога ќе ти фати рачата. Почињаш да фрлаш секакви, многу јак филинг. Сега, ти во некој од минатите епизоди спомна дека Леброн, кога зборевме за слободните за Лейкерс, ти напомена дека Леброн се претвара во шутер и се повеќе се ослања на тројки. Сега, ај ќе те прашам што мислиш вака во обиди за 3 поена сезонава, како се рангира во споредба со претходните? Не е нешто, нема преголема разлика. Муабетот е за напад на кошот. Нема ич разлика. Леброн зима најмалку тројки во последниве 6-7 години, ако фатиме уназад. Само неговата ефикасност е зголемена. И тоа е многу Значи јако. он шутира 47,6 as of this day, али пример, шутирал своевремено на почетокот у Лейкерс деновите и по 8 тројки по утакмица. Сега шутира по 5,3. Муабетот е не колку шутира тројки. Нема што муабетот, значи тој коментар е невалиден. Напад на кош. Напад Значи на него кош. напаја кошот толку колку што го напаѓал. Таа статистика требаше ти да ми ја дадеш И на таа мене, ќе ти ја а не дадам. ти е проверена И таа ќе ти ја дадам. статистика. Ети таа ќе ти ја дадам. На утакмицава кај што дае 9 тројки. Имаше минимум уште 5-6 продора кај што беше не за прилив кон кош, а за подетална статистика останете Да на не мора линија. да го едитираме ова, Нема да го да едитирам. идеме на Кога не ти одговара, значи го најдовме. Леброн Джеймс има 10,2 продори кон кошот на утакмица оваа сезона. Од тие 10,2 продори, он шутира 5,2 пати по Добро. утакмица. Добро. И од неговите обиди 58,5% ги завршува со кош, односно успешноста му е 58,5. Значи има 4 поена од по утакмица од драјвови. Сезона. Има 3 field goals у просек по утакмица, тоа се 6. Еве ќе видиме прошла сезона. Не бе прошла пред 10 години види. Тоа е муабетот Пред што 10 години. Муабетот беше... Па тоа е нели муабетот што го теравме дека како старе. Ја за тројките за 5 години ти кажав. Еве да видиме за 5 години. 2019-20. Абе од Лейкерс навака е друг човек, не ми го баре од Лейкерс. Од Мајами, Кливленд. 19-20 Леброн има 14 драйвс per game. Пред 5 сезони. Уште кога е у Лейкерс. Да, има 4, значи драйва повеќе. А не дека има повеќе коша, туку еве 3,1 исто field goals има. Значи и 2019-20, која е дојден во Лейкерс, дојден е сезона пред таа, али 2019-20 он има ист број на field goals како и оваа сезона од продори кон кошот. Значи у задни 5 сезони тука немаме промена. Ајде да вратиме у денови на Мајами сакаш? Па, Или Мајами. Кливленд, шампионската на Кливленд. Абе ти кога ќе вратиш цела кариера, нормално е да иде надоле. Не сум кај него, туку сум на листа на За NBA. 300. Не знам што ти кажам. Не е дека некој тука прави пропаганда или ја правам пропаганда против Леброн или против тебе онака. Не знам што ти е поентата. Поентата ми е Како дека старе сите играч, нема играчи толку како што стареа, да, тоа се нема гледа, ама толку кај снага. Леброн не се гледа. Се уште. Еј, ова го правев со Горијан Муавет, брат. Треба да видиш што прави у серијата со Вашингтон. Бе, ние знаеме што е снага, да знаеме што правил. Ама не шо е снага. Не може да го видат кога ќе тргне. Жити све стаи хайлайтс од со Вашингтон плейофот. Како торнадо, во Кливленд, трга вака, брат. Гледа сега, 2015-16, 11 драйва per game, 2,4 поени, 2,4 field goal. Помалце од сега, пред 10 години. Ама Drives per затоа game. ти кажав, многу голема наука е.
драјвови, колку од нив завршува, Ти за драјвови праша. резултираат со асистенции, со кошеви, со све. Еве ти кажувам колку има драјвови и колку има со кошеви Значи што завршуваат. драјвовите Не му се намалиле годинава значи истиот играч. Онда истиот играч. како од пред 20 години. Па и бројчано може да се потврди тоа. Он може да е изгубил на експлозивност, ама лигата не добила на експлозивност за да го чува се уште. А еве од Мајами денови ќе вратиме. Најназад што можам да вратам е 2013-14. Тоа ти е Мајами, Леброн, еве го. 9,4. Продори кон кошот. Имал во Мајами. Резултирало со 2,2 филд гол на утакмица. Оваа сезона има 10, едно повеќе и 3,1 филд голс, еден повеќе по утакмица. Затоа не може да го споредуваме Леброн со други играчи, дека како старее се ослања на тројка, помалце тројки, повеќе продори. Шахмат. Ај ти си наред, што имаме за денес, кажи. Ако вака почнеме, брат. Ама пред фактите и боговите молчат. Абе, која сум рекол дека се ослања повеќе само на тројки. Прошлата епизода. Има под 3-4 хайлайт забивања. Значи Леброн како старе, така се повеќе се ослања на степбек тројки, а не на напади на кош. Ама јас тоа што го гледам не го докажува ова твоја. И ја еве ти најдов дека не се ослања повеќе на тројка. Бенџамин Батон. Па сега, тоа е. Ајде, дај наредна тема тоаш. Ти даја наредната тема, пошто остана забезекнат од ова Да. вистина. Идеме Драги дале. гледачи, ако правиме Стивен Ей Смит vs Шенон Шарп, Ова е тоа. лошо ќе си поминува. Ако вака е форматот на емисијата, ама идеме дале, ајде. Ајде да видиме Стивен Ей сега што ќе каже. Не, оваа епизода не сум спремен за... Ако се спремаме за Јас се спремав клинчови, 4 минути. ако се спремаме за клинчови, идеме дале со Феникс. Се прати го ова сега. Феникс моментално е у плейнот. И тоа дубоко е у плейнот под Две утакмици оддава. под закане да го изгуби и 8-то место на кое што е сега. Од LA. Да, од Лейкерс кои се у налет. И не само тоа, него ли наредните утакмици, распоредот, последните утакмици на сезонава, им се Пеликанс у гости, Кливленд дома, Минесота дома, Пеликанс пак дома, Клиперс дома, Клиперс у гости, Сакраменто у гости, кои се над нив тука у плейнот, директни, и последната што може да им треба, може да не им треба, на Минесота у гости. Два пати со Минесота, два пати со Пеликанс, два пати со Клиперс. Да. И трета екипа на исток имаат и екипа што е со нив у плейнот. Нема една лесна утакмица тука. Па нема. Ја Кливленд мислам дека е една од полесните. Дома. Они рандом еки Па губат. добро си ги тепаат Денвер, така да ќе речам дека ќе ги тепаат па и претходно Кливленд. од Сан Антонио губат. Многу Да. се... Да, падни стани екипа. Ја, пошто сум во овој дрес што сум, ќе им прогнозирам вака едно 3-5. Сега ние тука збориме, драгите гледачи веќе знаат што било со Пеликанс. Тоа или ќе биде наговестување дека ќе се вадат од... Ама и Пеликанс, ако да, мора да добијат една од тие две, затоа што ако ги изгубат двете, ќе се сменат со местата. Пеликанс се на две утакмици од Феникс, така? На две. Да. Значи тоа ќе биде баш војна на тие утакмици. Втор, мислам дека најтежок распоред имаат преостанат во до крај, ама на нив баш им треба секоја победа. Им треба, да. И многу ќе биде има интересно. еден од подобрите распореди. Многу ќе Тоа го биде кажавме. интересно ако склизнат на 9-то место, па да треба две да тепаат само за да влезат у плейофот. Ќе биде интересно. Каква ситуација се? Ја сега ти кажеме. Сега знаеш што со последниве дешавки кај што Оклахома е се уште прва на пример. Баш тоа е виша математика и за Лейкерс на пример. Се борат да стигнат на 8 за да влезат, за да со победа у плейнот да влезат као седми и да играат нели со вториот, а моментално втори се Денвер. И сега тоа ти е виша математика тука на неколку екипи што буквално не знам како ќе тактизираат и Феникс
ти секако сакаш да имаш две шанси у плейнот, значи се бориме за 7 и 8 место. Така да. Апсолутно. Не кеш да си 9, па намерно да го избегнуваш 7-то место за со Денвер да би се паднал. И стварно ќе биде феноменално да се види до крај како ќе се изигра. Од првиот до 10-тиот имаме само 11 утакмици разлика. И ај сега ти кажи ми како може се им треба плеймейкер на Феникс или не им треба? Цела сезона е тоа муабетот. Па им треба? Како не им треба? Со Крис Пол како можеше екипа што го нема Дурант, што нема никој? Па сите Да- си има да бидат своја улога. втор, прв таму. Апсолутно, тоа беше екипа, као што е Денвер сега екипа. Ова Феникс е присобрани баскеташи. Не може, Девин Букер не е природен плей, ни Бредли Бил не е природен плей. Мора да имаат фасилитетор. И рачунај, ако не им беше, ти видов на Твитер се искачаат некои постови во стил да не им беше Грейсон Ален, па уште толку ќе беа и надвор од плейнот ќе Грейсон беа. Ален е еден многу underrated играч. У сезона на кариерата има. 13,5 по утакмица, прати колку е ефишент. 50% поле, 47% тројка. Снайпер. Ќе И ги од слободно заколе има 90. in the off season, ќе ги заколе со нов договор. Да. Не 88,5 е. Блиско е до 50, 40, Блиско е. 90. Да. Нема Феникс, тешко им се пишува, бога ми. Добро, идеме дале со една бомбастична вест, Ајде. која е 8 на денеска. Воч вика дека Ембит се очекува да се врати неделава, Бомбастично заиста. кога е најпотребно. Кој е најпотребно, ама више фили, јас се плашам да не паднаа предлабоко во стендингс. Многу длабоко падна 8 на 2 утакмици се сега од 6-то место дискочат од плейнот, а кога се повреди он, беа 5-то место на една утакмица од третите. Да. Значи, они имаат 11, идат 11 и 18 без него. 11-18? Да, Тоа ќе скор да без праши. него. Ништо тоа се ни кажува све дека е играч екипа и колку што ќе направи он у плейнот и у плейофот, толку ќе направи и екипата. Добро, сега, главниот играч на екипата, сегде ако се повреди, сегде ќе иде лошо. Веројатно, ама Ембит беше прејак сезонава и ја бев многу хајпнат на нив дека не Бакс, туку они ќе им бидат главен конкурент на Бостон, пример. Фили газеа и беа пред нив едно време и баш ги сметав за најјак конкурент на Бостон. Сега, дали после повреда, после тоа ти се 30 утакмици пропуштени, дали после таква повреда ќе може да дае максимум од него и што ќе направи, ќе видиме. Можда ќе се реши цела екипа онака да тргне нога од газ и да идат за наредна сезона да планираат. Па тоа ми е за Ембит страв, као секоја година тоа се муабетите и веќе прајмот на него полека му одминува. Да, со повреда тука, повреда таму. Да. Ај за следна, ај сега, ај наредна. Да. Со Джими Батлер тај им беше златната шанса, ја пропушти и од тогаш навака све се надаме нешто да се деси. Не сум сигурен и сега вака кога е вратен колку е здрав, колку никад посто не е е здрав. Ја мислам 100% дека и малце не може да избрзана биде. работава заради ситуацијата во Они која се имаат фили интересна екипа со него, и рецимо се еве надополнуваат. кога сите. веќе ги читаме распоредите на екипиве, Тандер и Хит им се двете, само да кажам, појаки утакмици сега. И Хит се пред нив една утакмица. Да, и тоа они им е се- директен дуел. Ако игра Ембит таму, стварно ќе им биде од помош. И посем тоа имаат Гризлис, Спарс, Пистонс, Меджик, Бруклин. Шубо. И мислам дека може да Тука фатат 4 серија. од 5 лаганица и без него. Да, Може да одмара за да излезат од плейнот. поише. Не, што да одмара, брат? Сака да се спасат дискочот од плейнот, што ќе одмара. Абе Индијана и кој им се на две утакмици? Па Индијана има Само на две Индијана? утакмици. А кој е пети бе таму? Орландо. Орландо. Они поише бегаат? Не бе? И они 2,5. Они бегаат 2 пораза на Индијана.
Не, они мислам дека се стабилни. Ко би рекол Орландо дека ќе иде у плейоф директно оваа година, човече? Ќе дојде дека се сведува на ако имаш добра одбрана по дефолт си во Да. во Меѓу плейоф. подобрите, да. И затоа ја толку поштувам одбрамбени играчи. Ништо поздрав и до фановите што пишаа, пример имаше прашања за Ембит, што би направиле Фили доколку се врати вакво. Ја да го кажам своето, доколку влезат у плейоф, како 8 ќе се сретнат со Бостон. Тука им давам 4-1, најмногу што можам да им дадам. Ако влезат некако као 7, па да имаат полесен распоред и Ембит да се врати, доколку би се вратил у фул форма, мислам дека може да играат конференциско финале со Бостон. Од мене. Конференциско финале значи дека ќе и тепаат Милвоки Значи, на патот. ако е у фул форма Ембит, имаат доволно парчиња околу него, и Бади Хилт, и Ник Батум исто така многу солиден играч. У фул форма од повреда директно, не знам дали се влага. А може да му се даете со ако го избегнат Бостон, Добро. ти што им предвидуваш на Филаделфија? Не знам, многу е нејасна сликата сега. Не можам да им предвидам, не знам ни дали ќе влезат у плейоф онака. Мајами според мене имаат шанса и мислам дека многу ќе им биде на нив битно да се довлечкаат до 6-то место. Една сезона барем онака да Они се тука на пола утакмица. не мора да играат плейн. Да. И ќе им падне, пример, да им падне вака Кливленд, 6-ти и 3-ти Кливленд, Да. си стаманат. Да. Сам уверен сум у Мајами дека со Кливленд ќе ги продадат лесно. Да. Добро, го имаш ли на лагер името на драгиот гледач што ни го прати прашањево За underrated? за другата тема? На Инстаграм ни пиша Димитар Ангелков. Поздрав, Димитар. Сакам да ја прашам кои ви се, сега пишалам 5 underrated играчи во NBA и 5 overrated играчи, моментално, а може и да спомнете all time. Ја му пиша дека одлична тема и еве прва епизода после неговиот коментар, ќе ја разглобиме. Стевче, ти спреми листа за underrated. Па јас спремив underrated на тебе, ти оставив ако имаш некој overrated играч. Искрено ќе видам дали ќе ми текне за all time. Сега генерално ги гледав. Идев тим по тим онака да видам кои играчи ме купуваат. И што не се толку... Ќе обратиме пажња на оваа сезона, на моментална ситуација. Мада, оваа сезона, шо знам, Дерек Уајт стално бил, значи, играч за титула ми е на мене. Во било која екипа него би го земал. Оваа сезона 15,5 поена, 40% тројка, ама одбрана знам дека он стално гризе. Дали ќе му иде шут или нема да му иде, без разлика што оваа сезона е супер, одбраната и оние мали работи што треба да се прават за екипата, стално му се на ниво. Сезонава имаше голем муабет на Твитер како треба он да е All-Star, едно друго, што се радувам така кога такви играчи ќе добијат recognition. Да, друг играч ми е Джейлен Џонсон од Атланта. Сега нешто е повреден, не игра. Па не знам дали уште, ама падна еден период, не играше. Со Бостон, пример, ги пропушти утакмици, бе? И генерално не е, оваа сезона не му е комплетна, мислам, играчки онака. Ама он има ке за most improved онака оваа сезона. Ама за мене е супер играч, 16,8 е сезонава, ама 16 по 8 скока. 8 скока, ама снажен, енергичен, иде по секој скок јако и многу јак ролер е. Тоа поштувам кај играчи, онака што знаат рол да направат и знае со топка да игра. Дале го имам Карусо. Чекај за Джейлен Џонсон. Ајде. Сва среќа имаше Остин Ривс, што постерот на Джейлен Џонсон врз него се деси у иста вечер со Ентони Едвардс, постерот најакиот на сезоната врз Џон Колинс. Иначе и Ривс ке беше на насловна страна на секаден из NBA светот. Он беше на второ место, а буквално го прерипа цел. Онака скроз го прерипа и Ривс вака остана запрепастен што ми се деси. И после на прво место Ентони Едвардс, тоа што направи беше лудно, ама еве за Джейлен Џонсон која морав да го кажам ова. Да, страшен играч. Дале Карусо исто играч за титула, го зијам во секоја екипа.
во бројките кај него никогаш не е приказната, не е поврзана со бројките. Ти дава одбрана, ти дава сите оние мали работи, дрти. Ке го чува најдобриот играч од другата страна секогаш. Да. Исто таков и KCP, да не должа многу, има причина зашто има 2 титули во 2 Само што шампионски. KCP е и снайпер. За разлика од Карус. Добро, да, шутерски мислам дека е подобар од него, иако еве, поените им се оваа сезона толку, 10 со 10 Добро, ама на двајцата, али да, KCP е спота тројкаш. да, и пак ќе кажам, има причина зашо е во 2 шампионски титули, зашо го сакаат екипите. Малце збрзнувам затоа што имам доста играчи. Джабари Смит Џуниор сакам Ќе да го почастиме спомнам. со 3 од карти. Да. Сам да го спомнам Джабари Смит од Хјустон. Интересна статистика ми искочи за него оваа година, има помалце обиди, а повеќе поени. Помалце тачес, Од лани. да, од лани. Помалце тачес, допири, а повеќе скокови и асистенции. И кај него ми се свига што е многу онова версатайл дефендер. Може да чува и високи и ниски. плеови. Синој кога ги гледав Далас и Хјустон малце, имаше поседи на Кајри искача на Лука, кај кој треба иде. Многу е разноврсен. Джейлен Смит, сакам да го кажам, од Индијана, што не знам кој го знае, Да, освен најувачите на Индијана, тој а баш е стварно онака дечки непознат. треба да многу, за мене многу добар играч, има многу добар њух за Со топката, цвикчето тој. со цвикерите. Многу добар њух за топката кај ќе иде, за скок, има 10 поена и 5,5 скока на 17 минути по утакмица. Браво. И он шутира тројки добро. Знае да Иако искочи, е баш немам сега на бигмен. лагер. Знае да искочи, ама не сум сигурен колку. Знам има меко шутче, вака Да. колку што го имаме гледано. Да. Норман Пауло има страшна сезона. Стално ми бил, он увек ми бил underrated играч, супер играч ми е. Значи го напаја кошот стално, не е која дрибла лево десно да иде, он иде само на напред. Иде шут не знае 50%. Така треба и вие и ние и сите да одиме само напред. Напред и само напред идеме. И 50% од поле да бидеме и 43% од тројка да бидеме како него. Назрид од омилените играчи ми е. Овој мораше да биде во оваа листа. Секоја прилика што имам го кажувам Назрид. Игра Сега рипна со бројките од кога се повреди Кат. не многу, затоа што него стартаат многу, бе, брат. Знаеш дека само 8 утакмици има стартано сезона. Па ете Кат е штета. повреден Да бе, да, поише има 30 пропуштено. утакмици онака. Он го чуваат, значи, на клупа и поред тоа што е позади 20 центри, 13,5 поена, 5 скока по утакмица, супер играч, стварно супер играч. На брзински само завршувам со Херб Джонс, од најаките дефендери у лигата, исто омилен играч ми е. Пеликанс. Да, Хартенстайн ке си го кажам од Нью Йорк и Ја Хартенстайн не знам вака дека го немам гледано многу и немам пратено, стварно не знам што придонес дава се. за Нью Се Йорк. што ти треба, што ќе му кажеш, од мост да му кажеш ке скокне. Најсериозно. Затоа го обожавам и ќе завршам со Джейлен Вилиамс кој оваа сезона експлодира стварно. И мислам дека ќе биде клучот за Оклахома во плейоф. Ако не падне, Ич не играат Оклахома као млада екипа. Многу играат као искусна екипа. па добро, затоа што Шеј, знаеш, си ги имаат некако И улогите. Што е најсвојствено за млади играчи? Да се палат. Шеј е ладен како туш. Game winner вчера против твоите Никси. Да. Он вака, тимек поглед. Ладен, само да пукне му напред на тој што му дојде првиот, Добро, си продужи, нема емоции, нема ништо. И имаше интервју, го прашува како си демек толку консистент, како ја водиш екипа. Целиот живот ми е консистент, вика. Све е правила, тренинзи, ова, она, јас сум I'm built up for this moment. Да. Браво. Малце сакам да попунам твоја листа, да дополнам уствари со underrated, би спомнал соиграчот на Карусо Коби Уајт. Оваа сезона скоро 20 по утакмица. А ретко кој би рекол дека Коби Уајт онака ќе избувне во отсуство на Лавин Да. и тоа како гледаме прогрес во неговата игра и ја мислам дека он со Джелен Джонсон баш ќе биде утрка за Most Improved например наградава. Underrated не знам како го изостави Джелен Дурен од Детройт.
Затоа што затоа што се за никаде. па не можам да кажам. Али Джелен Дурен има окей. 13 поена, 13 скока, 2 блока и шутира 63% од поле. Ако некој онака заслужува пажња од таа екипа на Детройт, ните Канингем, Не, да. ните Джейден Айви, туку е Джелен Дурен. Да. И сега Грейсон Ален го имав тука, исто, го спомнавме. Го спомнавме, да. Лони Вокер ми е за мене, пример, многу underrated играч. Во Лейкерс, кој ќе влезеше од клупа, се знаеше дека од него очекуваш 10 коша да ти даде и секоја утакмица ги постигнуваше тие. Отиде у Бруклин, во Бруклин има еден тон бекчиња на негова позиција и пак и сега помалци игра од него у Лейкерс што играше, а пак си го има придонесот. Пак е 2-13 поена по утакмица. Почна Лони многу Вокер, појако уствари. Да. После не знам што се деси, не сум ги гледал Да. Бруклин искрено. само бројчано ги гледав, али останате на таа традиција да кога ќе влезе од клупа минутите ги искористува максимално. Лони Вокер. И уште еден играч ќе кажам, ама ќе го кажам кога ќе почнам со overrated. И сега да почнеме overrated листата, прв на листа ми е Руди Гобер. И сега ќе ви кажам зашто. Руди Гобер кога ќе го гледаш во напад како игра, се прашуваш зошто овој човек игра кошарка. Движењата му се антикошаркарски у секој поглед. Ни има осет околу кош, да фати, да се сврти, некој хук да даде, шут да не збориме, и сега ќе ми кажеш дека е он defensive специјалист. Player of the year. Со Defensive специјалисти има player of the разлика. year, така? Ќе ми кажеш дека е. Сега ја направив паралела на неговите бројки у одбрана со најдобриот дефанзивен играч на Лейкерс, например, кој е Ентони Дейвис. И сите го сматраат него као звезда во лигава, а он тоа што го прави у одбрана, многу малце луѓе го гледаат. Ентони Дейвис има 0,3 блокади по утакмица повеќе од Руди Гобер. Значи Руди Гобер има 2,1, Дейвис има 2,4. И башка Дейвис има повеќе утакмици изиграно од Гобер, например, сезонава. Руди Гобер има 0,6 украдени по утакмица, Ентони Дейвис има 1,2 украдени по утакмица, дупло повеќе од Гобер. Башка на ова кога ќе го додадеш, дека Дейвис има исто број на скокови како Гобер, а дупло повеќе поени од него. Што за мене е неверојатен факт и Дейвис, например, Вембањама е многу млад да го спомнуваме, ама ја Дейвис би го стел пред Гобер во Defensive Player of the Year наградата. Чекај пред да отидеш на другиот Ајде. брат. Вака. Блокови и стилови е многу кежуалски начин за гледање на defensive player, Добро. пошто Ајверсон стално ја водеше лигата у стилови. украдени, И добро. мислам, Ама у блокови не можеш да водиш лигата. Ако и да бидеш кежуалски. абе глеј. Сега пак исто многу статистики има, оноа колку имаат field goal против него играчите, дали го спушта field goal процентот на играчите што идат Има на некој кош таков или не. некоја таква мерна единица специфична? Да, има многу мерни ајде единици. отворија таа мерна Ама- единица, да видиме. Руди Гобер и Ентони Дейвис се две различни класи на играчи за да ги споредиш. Ентони Дейвис го Ја за одбрана само сега ти правам rated, муабет. ама Не, ја прво за одбрана само ти правам муабет, го занемаруваме фактот што ово има дупло повеќе поени од него. Ја во напад Гобер не личи на кошаркар, во одбрана не е толку колку што го хајпаат сите. А договорот на Гобер е еден од најголемите у лигата. Он пре пари чек. скоро колку Девис, разбираш, ако не и колку него може и повеќе од него, договорите сега не ги гледаме. Добро, договорите сега ако Он има тргнеме, абсурден договор. глеј, Гобер, не го гласам ја за Defensive Player of the Year, го гласаат зналци што повеќе забораиле за кошарка од мене него ли што ја некад ќе знам. И сега не можеме да го сведеме на колку блока има. Имаат Добро. метрики и статистики и eye тест што гледаат утакмици, Добро. така да ја викам тоа за одбраната да го
тргнеме на страна. Не можеме да отргнеме, како да отргнеме на страна? Па затоа што луѓе што знаат повеќе од нас викаат дека е Defensive Player of the Year. Што да се објаснувам сега? Јас со Зек Лоу. Сулудо е. Ама Он го истите гласа, тие не го луѓе, гласав истите ја. тие луѓе што гласаат Defensive Player of the Year, гласаат и за MVP, па ние не се слагаме со MVP трката, тука прошла епизода зборевме 1 саат за MVP трката. Истите луѓе ги гласаат и All-Star играчите, па секоја година имаме скандалозни селекции на играчи што влеглеа не требало или некој што не влегола требало. Така да не е дека тие луѓе се безгрешни и самиот кажа прошла епизода дека касни една година пример наградата за Defensive Па Player. добро, ама Гобер не е ни еднашка само избран, него е повеќе пати. Он има 3 награди до сега. Да, Девис нема ни една. Ама зашто? Според мене е и тоа некој наратив што некаат него ни да го земат у предвид за Defensive Player of the Year, само затоа што ово е као супер звезди ве ги сматраат претежно офанзивно и затоа што у последните години за Девис се сматраше дека е стрит клоуци, дека има стаклени нози, дека е склон на повреди и никој не го зима сите онак, као на шала. Девис има највеќе утакмици во Лейкерс дрес. Во последните 100 утакмици за Лейкерс, Девис е играчот со најмногу утакмици за Лейкерс изиграни. Така да тој веќе наратив треба да е веќе надвор од прозор и треба да се фокусираме на тоа што стварно он го нуди. Не, чекај, мојаветот ми е зашо overrated. Кој го рейтува како јак па да е Па overrated? ете, тие што му даваат награда за Defensive Player of the Year. А значи Со ти тоа што викаш дека не е Па уопште ни Вембањама е многу подобар. Што ако е руки? Ама чекај, Околу кошот, така? Чекај. Ти Вембањама е оваа сезона. Overrated играч overall. Overall, јас не го кажам ова само за оваа сезона. Јас стојам цврсто на ставот дека Руди Гобер треба 10 пати помалку од тоа што заработува да заработува, затоа што во напад не личи на играч, не личи на кошаркар. Значи ти до толку да немаш оне полош од Бен Симонс, брат, у напад. Као да ти кажам. Значи се понаша како одбојкар у напад, а не као кошаркар. Ако не му ја фрлат лоб да закуца горе, он не може да дае кош, не може да постигне кош. Башка и слободните му се ужасни. Абе добро брат, ама за секој играч можеш да кажеш сега на KCP ако не му ја даат да е сам, не може кош да дае. Не глед, Тројка. Клинт Капела, например, Па он беше баш така. е боле, многу боле изгледа од Руди Гобер у напад. Например, ете еден Клинт Капела. Ја на исто рамниште би ги стел Клинт Капела и Руди Гобер. Еве, ако ме најдавте. У напад? Overall, као играч. Да оставиме Клинт Капела у Минесота моментално, ја мислам дека ништо нема да загубат од успехот као екипа. Не. Место Руди Гобер. Еве, променете ми во мислењето, драги гледачи. Се надевам, драгите гледачи, ќе бидат меки у коментарите. Брат, значи, generational defensive rim protector, еве, ако ништо друго. Еве, и Ентони Дейвис е рим протектор. На Лилард банана за победа. Му ја скрати топката. Колку такви знаеш има? Многу повеќе од Гобер. Што ги кажува статистиките. Друг играч што ќе го кажам, сега не overall, него сезонава ми е Лилард. Исто на оваа листа. Као overrated. Као ги постигнуваше бројките во Портланд, додека беше сам. Суперстар. Колку таму All-Star има, high volume scorer, дојде во екипа кај што еве сега ќе се бориме за титула и наеднаш гледаме деклайн кај него. Не само во бројки и во ефикасност, во одбрана е експознат, што е најбитното и ми пише исто еден фан во порука која си разговаравме, вика дали можда Милвоки ќе им биде касно, вика касно ќе им текне дека вика тоа што го имавме беше подобро, ама се лакомевме за звезда да земеме и се полакомевме и го дадовме Джру Холидеј, а Джру Холидеј беше многу компактен во оваа екипа, го даваше тоа што Лилард не го дава, одбрана и еве сега се до тоа дередже до кое се дојде. Абе добро, после војната сите се генерали, кога дојде Лилард, сите Зборевме дека ќе газат. Зборевме дека е супер тим, дека ќе газат. Зборевме дека ќе доминираат со пик н рол, они не играат пик н рол. Да.
И сега тоа што они не можат да изиграат или што искача дека ова е тапа сезона за Лилард, ете, иде у тој кейс дека он е overrated. На нив Мада сезонава. сезонава, не, сезонава, затоа кажав пред да почнам, кажав сезонава. Пример за Джру Холидей, на Бакс лани им се деси несреќа, Јанис која се повреди и они изгубија од Мајами без Јанис. Да си остане оваа екипа, истата екипа и оваа година, и без толку промени на тренерско место, јас сум убеден дека ќе има многу боле успех моментално. Ама што викаш, ајде, нема везе, после сите сакаат да пробаат да се надградат. Да. Кога ќе испадне дека чекорот е лош, еве се дешава ова. Тобајас Херис ми е на оваа листа за overrated играчи. Па добро, лесна мета. Лесна мета и он има... Едноставно... Тој му е силингот. Па не е ни overrated, оваа сезона никој од него ништо... Никој ништо не очекува. Ама се очекуваше, пример, во сезоната која Батлер си отиде, а он остана со подпишувањето на добро, ама гледаш, големиот договор. Кажуваш overall overrated, па Добро, сезона overrated. Овој го кажав, овој ми е overall. Овој ми е као Руди Гобер, overall ми е овој, скроз. Кристапс Порзингис исто ми е overrated. Као пример Лори Марканен се слични играчи, а Лори ми е 3 класи боле од Порзингис. Само да знаеш дека во случајот на Порзингис многу голем дел од стварите се врз база на наратив. Он супер бројчана година има во Далас, луѓето го куде, еве ги не можат да играат заедно, на Порзингис е кривица, Тончич е нели Golden Boy, он не сме против него да се не каже сме ништо. ништо да се каже против него. Ти текнува некој збор у подкастот со JJ што збори, дали го изгледа? У негова одбрана? Кој збори во негова? Не збори Порзингис у одбрана негова за Лука, дека немале баш хемија. Па ништо, млади бевме, едно друго. Алудираше на тоа дека егото било проблем, ама не кеше да влага во никакви, знаеш, не кеше да збори ништо. Имаше ситуација JJ што ја спомна, Ондур беше во Далас, вика се сеќавам на една ситуација кај што Лука нешто збори, вика он знае да си збори на словенски, така да мумла нешто. Словенечки. Ете. Ама у стил тренерот, овој на Индијана сега што име беше на Карлайл, почнал нешто да збори, ајбе доста не се понашајте како бебиња. И Порзингис му рекол, шо ние, кажи му на него да не се понаша како бебе. Аха. И Карлайл вика сасвим оке изреагира, му свика, Лука не се понаше како бебе и помина работата, знаеш. Ама факт е дека имаше можда не фрикција, али ете така, дека тимот не оперираше на оптимално ниво. Али пак ќе кажам, он си има добри бројки таму, си има за улогата што има добри бројки и во Бостон. И сега overrated оваа сезона, overrated он е донесен таму четврти играч да биде брат на Бостон. Не за оваа сезона, за него исто ми е all time. Општо. Да, општо. Као играч. Добро. Многу го хајпна Труда Руф после успехот со Никси, неговиот индивидуален успех, кај што исто беше во тиња екипа, кај што експлодираше и после тоа кога дојде во некој посериозни екипи кај што треба нешто да се еве сега у најсериозната, се надеваме дека ќе тоа е тоа, маркетот игра улога колку ќе бидеш познат и што и како е. Да, а факт е дека ја Марканен многу ми се свија кој играч. Супер е. Само ете немал шанса да игра, да речеме, во компетитивна екипа, во екипа што ќе игра за нешто. Да, Јута не знаат што прават, сезонава почнаа со едни, ги дадоа. Ондур беше во Чикаго ништо не правеа и не му се погодиле коцките. Овие ќе ги кажам на брзински. Кем Џонсон ми е на overrated листава. Во Феникс личеше на добар играч, све мислам заради Крис Пол највеќе, затоа што ЦП знае да му ги дае топките кај што му требаат на секого. Нешто слично и со Леброн Джеймс и играчите што играле со него.
ги прави играчите подобри. И Крис Пол ги правеше играчите околу него подобри, така се продаде Кем Џонсон. Микел Бриджис, например, од друга страна видовме дека стварно држи вода тоа што се збореше за него и он ги надмина очекувањата, а Кем Џонсон потврли. Во Бруклин буквално исчезнува. Нешто имаш за Кем Џонсон? Не, за мене за Кем Џонсон ми е прво дека е неконстантен сезонава, второ дека кога и да уклучам ја ми се чини дека нешто Не е е. повреден со такви минимални повреди А некој. има 50 на утакмици сезона. Нема хронично ништо, ама ете така, на 3 утакмици изиграни една не игра. И кога ќе ги собереш толку се 50 изиграни, 30 не изиграни, ама многу некои никакви повреди. Скут Хендерсон тука морам да оставам. Н- Рукито со втор најголем хајп после Вембањама. Во Портланд, да Ама речеме... чим почна сезоната у првите 10 утакмици, после никој не го спомна. Да. И сега overrated, не знам. Ама добро ете, кога да кажем играчи што тапа сезона, што се... Па ове ретет и тапа сезона некако иде испод рука. Рука испод рука. И underrated и добра сезона. Така да мора да го кажеш. И тука последен ми е Пат Беверли. И ќе ве оставам да се чудите. Пат Беверли, јас сум исто пример на, се слагам со Весбрук, Пат Бев is fooling around and running around and doing nothing. И дека ве излажа сите, го прави хајпот, противнички играчи паѓаат некад на тој хајп и на таа галама и на тоа понашање негово. Тука нешто ќе се трескаме од земја. Не знам, еве. Ја во плейоф утакмица сакам да имам иритант од негов калибар. Иритант. Валјда само тоа им делува на противничкиви играчи, а дека као квалитети некои изразити као дефанзивец, а да не збориме у напад што нема никакви квалитети, еве, ја Пат Бев морав да оставам на листа. Он е веќе далек у кариерата. Мислам дека он своевремено си е добар дефенсив играч. Можда, еве, не знам. Кажете вие и дополнете листава со underrated и overrated играчи. Да. Следно сакав да те прашам, преска спомнав за Атланта и Бостон. Атланта си ги добива Бостон бек-то-бек меѓусебни дуели и тоа на феноменален начин и во двете утакмици, каде што видовме Бостон, сега не е тоа репрезентација на целата сезона, две утакмици се, али се против иста екипа и во двете имаме клач завршници, каде што Бостон, односно нивните главни играчи, потврлуваат. У напад, повторно се ослањаат на тројка. Дали ова те загрижува и дали ова малце ти ги поматува сметките кога стана збор за твојот најголем страф, дека Бостон ќе се прошетаат до финалот. Дај Боже да ги помати рачуниците и да не се прошетаат. Поентата е, брат, кога имаш колку е тука 9 утакмици, не 11 утакмици предност пред вториот, не бе пред вториот, брат. Да, добро, дај предност. Пред Милвоки имаат 11 утакмици. И ако сум јас тренер на таа екипа, овие утакмици сите по нешто експериментирам, ај сега во втора четвртина ќе пробаме со овие играчи, ќе играме овој тип на одбрана или ќе правиме удвајања на пик ен ролот или ќе не знам, ете, ќе експериментираме. 30 разлика им се вратија, најголемиот камбек во сезоната. Добро, да, таа утакмица беше, да кажам, онака паѓаше во очи, ама јас конкретно на Бостон последниве, сега што ќе бидат уште 7-8 утакмици, не би ги рачунал апсолутно. Ај вторава со Атланта, исто што ја губат. Дали мислиш дека не требаше кај нив да има некаков sense of urgency кога веќе првата изгубиле на таков начин, допуштиле 30 разлика да се вратат и да изгубат и се среќаваат со нив после 2 дена? Дали не мислиш дека требаше малце посериозни да бидат, а Атланта е, да речам, десеткувана на таа утакмица, не игра ни Треј Јанг, ни Джейлен Џонсон, не игра ни Оњека Оконгу, значи вид Крејчи, што не знам кој го знае од вас, старта на утакмицата. Па тоа е работата, бе, брат. Не можеш да имаш sense of urgency или да настапиш. А Бостон се со фул состав. Богдановиќ ги реши.
Нивна кривица, у секој Дежанте случај, ги реши. нивна кривица си е тоа. Апсолутно. Дали ова не ти дава малце онака предчувство дека ова може и да им се повтори у плейоф? Ако ми дава нешто, ми дава дека е ова шамар за нив и дека сега ќе ги Мислиш пред дека ќе се плейофот. освестат? пред плейофот за да не се опуштаат. И абе брат, Пошто исто ово им се дешаваше и лани, пример против Мајами. Што им се дешаваше со Атланта? Подценување на противниците. не, подценување не. Мајами ги надигрува у смисла the will to win, со хасл, со Па тоа, борба. па и Ама Тоа не почнува на од подценување, ја мислам дека. Will to win, ти ако не го подцениш противникот, ако го сматраш за еднаков како тебе, ти ќе имаш Не, гледај, желба за Сан победа Антонио повеќе. никој никад не ги подценуваше, ама они беа најјако hardest working екипа во лигата. Подценување и колку некој работи, мислам дека е друго. Овие се, мислам, сами по себе Тейтум ми е флегматичен мене. Сам по себе. И Браун. Браун, ајде, можда Па малце. некеше таму се љутеше, некеше се поздрави со Богдановиќ после утакмица. Да, Иде нешто се мава со рамо таму. да. Ама ако водам 11 утакмици, искрено ти кажам, пред крај на сезона ја би бил релаксиран. Добро, да, држи вода и секако треба да ги олабави пред плейоф. Ајде ќе им го даеме дека е на таа карта ќе им даеме дека е. Ама дека што викаш одмарале. ти? Втората губат мене два ме пати. зачуди. Два пати кога губат од иста екипа е Има- симптоматично. Да, втората утакмица, ај првата добро, шок за сите, се врати од 30, ги тепа, окей. Играме со истиве после 2 дена. Дај сега Дајте да ги дечки згазиме. да ги згазиме да видат они, он на мене. Они пак губат. И тоа више тука кога дојде последните поседи, се гледаше дека, не знам како да кажам, у Атланта жарот, желбата за победа беше многу поголема, кај овие беше така. Као, еве, знаеме Тейтум дека кај него треба да биде топката, прекина движењата у напад, Тейтум и па се ослања на тројките. Шут, тројка, дори не изгуби утакмицата. М. Не знам, еве пишува и многу гледачи на таа епизода кај што кажуваме дека ќе се прошетаат до финале, дека се чокери, дека се вакви такви, Па сега види, они секако не треба се докажани. сега секако треба да докажат за да се смени наративот за нив. За Дирк Новицки причата беше дека Да. еден од најсофт играчите Од икада, 2006 до- лидери, ама он го поби до тоа со тоа 2011. што им покажа. И сега, овие ако сакаат да ја сменат причата од тоа дека се чокери, ќе мора да покажат. Пошто не знам Тоа е колку факт. сезони онака им преостануваат на нив у овој состав, ако и оваа сезона потврлат. Па брат, у овој состав двајцава супер максови и ќе си останат во екипата. Супер максови, ама дали би барал трейд за Джелен Браун на лето ако оваа сезона фелнеш? Ја би барал. Да сум Бред Стивенс. Само знаеш дека не се ни едниот ни другиот на возраста на која Џордан ја осваја првата титула. Не се, на 26. 26, Така да, не знам 27. што да кажам. Тука е мерилото, ако немаш освоена титула до Џордан, дури нема освоено, Да. релекс има време. А Джелен Браун кажа у наредните 5 години дека ќе има Да. 5 титули. Да, па сега ќе видиме. Не му преостана, он готово, ги истроши мислам тие дека ги години. истроши годините. Ако не се лажам, не знам. Тој не ми личи на таков играч што се курчија. Гледаш, курчало бил. Го прелажа оваа, бе. Која беше? Па со Тейлор Рукс беше интервјуто. Да. Му го помати умот Му го малце. помати умот. Да. Кога не знае шо пре со рацете, шо гледа, кај гледа. Го мачка коленото. Цело интервју. Нема со таа кога ќе седнат сите што седнале со нејзе вака face to face од блиску, бога ми негде гледаат на страна, пукаат прсти. Ние вака трескаме глупости, не па со Тейлор Рукс кој нешто ќе кажеме у подкастот. Добро. Драги гледачи, дое време за игрица и јас ќе пуцам прв. Джанго пуца први. Да, и ќе кажам Ричард Джеферсон.
И RJ, добро, интересно. Колку екипи стануваат? Збор 6 негде. Дали? 8 екипи, драги 8 гледачи. екипи. Ајде. Идеме Ти мене Джейсон Ричардсон, ја тебе Ричард Джеферсон. Ајде да видим. вака. Нью Джерси, Добро. Милвоки Добро. 2, Кливленд 3, Добро. идам по екипите сега. Сан Антонио 4, Точно. Голден Стейт 5, Точно. Далас 6, Браво. сега тука се те Јута Браво. 7 и пошто не ми преостанува никоја, да, а се мислам на крај на кариера негде. Крај на кариера. Денвер. Денвер. Добра. Феноменално беше ова, драги 8 гледачи. од 8. 8 од 8 ги испука. Стендингсот се тука за Да, верифицираме. Јас за Денвер само мислев дека ќе се клизнеш, знаев други дека ги кажеш. Јута. Браво. Да, Јута има Forgotten Season му е таа со И Милвоки му е најфорготен сезон. да, и Милвоки до душа. Ја кажа Милвоки, така? Да. Да. Милвоки му е најфорготен. Видев сето за тоа беше, ама ти ради тоа го знаеш. Ајде, Џо Џонсон. Ајде и целта и да научиме. Да, Ај со Џо, да. Атланта, Добро, Бруклин, добро. Јута. Добро. 3. Тоа сега ќе Колку рековме? 7? Forgotten Season му е на Джеферсон со Џо Џонсон. Двајцата Ама не заедно кажав- играат у Јута. Па мислам дека таа е годината заедно дека играат. 3. Дали знаеш кај е драфтан? Тешко. Се спомнува оваа екипа. И да си бе Џо Џонсон. Хјустон ќе кажам. Хјустон му е од тие 23. Браво, иначе. Ако- Бостон? да, Драфтан е у Бостон? драфтан е од Бостон. Колку кажав 5? Да. Па ајде, да. Уште колку ми остануваат? Уште 2. Едната Џон е motherfucking релативно, Џонсон. треба да ја кажеш едната. Лесна е. Па сега за него, од попознатите му е. На хајлајци вака се сеќавам за да ми текне за екипата. Ќе се отепам. Милвоки? Не? Клиперс? Не, патам ја помина екипата една. Што ги кажав? Не? Феникс. Да. Феникс има играно, Џо Да. Џонсон. Браво. Кој Он е добар е таму? почетокот, па он е почетокот на 7 Seconds. Првата, ако не се лажам, првата сезона. Ич не ми текна, бе, они играа со Лейкерс нон-стоп у плейоф таму, ич не ми текна на Џо Џонсон. Сега ќе ти кажам која сезона е тоа. Феникс игра 2001, 2 до 2004, 5. Мислам дека Па, 4, добро. 5 е првата сезона на Майк Д'Антони. 7 Seconds or Less. Добро, од 2006 ја ги знам ростерот на Феникс, пошто тоа што играа со Лейкерс. И уште една Мајами. Мајами немаше да кажа. Не, 24 утакмици. Тежок испадна овој. Мада мислев дека Феникс мислев дека ќе опогодиш. Рачунај Бруклин има 288 утакмици, Феникс има 275. Тука Не, добро, да, ама ете тие години од 2001 до 2004 у Феникс ич не сум ги пратела и ми промакнале. Да. Добро, како и да е, драги гледачи, го преживеавме март. Да. Еве да, сме у 1 април. утре вие гледате на 2 април. Да, веќе почнува жижата. Почнува се вжештува NBA. Уште 7-8 утакмици имаат сите екипи до крај. трката. Да. Да. Ти рачуне, ние го преживеавме март, ние затоа отворивме подкастот, ни беше у март на нас. Да го преживееме. И толку веќе од тука затвараме, се гледаме нареден март. Ќе бидеме редовни, не се секирете. Да. Пораките не стивнуваат, риловите не стивнуваат на Инстаграм, стајте таму follow, стајте like, subscribe на YouTube, share И така натаму. и нема више да влегувам у сукоп со хитчек.
Не бе, може да има сукови, само да знаеме да биде А што како да се спремаш се од на наредна? ESPN да знаеме за што влагаме. Ја те Blindsided, фатив, да, blindsided те фатив неспремен. неспремен, нема, јас со руките у джеб седев тука. Она на PlayStation мимот го знаеш кога играш прво полувреме вака и кога губиш. Аха. После А вака- после да се креваш од столицата. Да. Да. Добро, драги Се гледачи, гледаме. се гледаме. Peace out. Поздравче.